И во продолжение на вестите остануваме со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Гостин во вестите и во студиото на телевизија Орбис е директорот на Центарот, госпоѓата Емилија Геровска. Добре дојдовте во студиото на телевизија Орбис. Добре ве најдов и се разбира и добар ден до сите ваши гледачи. Така, чувме за проектот кој што денеска беше образложен во Центарот за култура во Битола, културните политики и соработката што Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион го има со регионот на Долна Нормандија во Франција. Освен тоа, има уште неколку проекти кои што се или во фаза на развој или чекаат да започнат. Зашто станува збор? Точно така, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион за, би рекла, можна кратко време, без да звучи нескромно, успеа да инициира повеќе проекти во различни области и практично веќе во оваа есен да имаме официјално отварање и отпочнување на тие проекти со реализација. Она што го кажавме во претходниот прилог е еден сегмент во областа на културата. Останат проект кој што е во рамките на бизнис сферата го започнуваме на 28 септември во 12 часот во Битола. Ке имаме свечена промотивна конференција за проектот кој што го реализираме под слоганот Градиме партнерства, инаку има едно подолго име, тоа е институционална надградба на капацитетите на одделенијата за локален економски развој за координација на бизнис активностите во регионот, што практично значи низ 3 модули Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе се обиде да ги надгради капацитетите на вработените во одделенијата за локален економски развој на 9 општини и нашата канцеларија, за да можат да ги собираат, форматираат и публикуваат податоците кои што на некој начин представуваат лична карта на бизнисот во регионот. Иако станува збор за неофицијални податоци, сепак тие во голема мера ќе отсликаат климата која што е овде и ќе им преку една веб страница ќе им кажат на останатиот дел од нашата земја, значи што е во моментот најинтересно за инвестиции, што работи добро и генерално кој го носи развојот, економскиот развој во овој регион. Покрај што ќе работиме со вработените, низ вториот модул работиме и со представниците од бизнис секторот, бидејќи по мене една област која што има голем потенцијал е се уште недоволно начната, тоа е јавното приватно партнерство. Област која што во западноевропските земји е многу развиена и навистина даде големи резултати како и за приватниот така и за јавниот сектор. Низ овој втор модул ќе се обидеме заедно на иста маса да ги донесеме луѓето кои што можат да го креираат ова јавно-приватно партнерство и да ги разгледаме и правните аспекти, значи како е кај нас уредено, меѓутоа и да развиеме конкретни модели. Значи што е она што може да го направиме. Третиот модул пак представува низа активности за поддршка на бизнис активностите, во таа смисла изработка на бизнис каталог, изработка на веб страницата која што веќе ја спомнав, посебна програма за собирање и форматирање на овие податоци за бизнис секторот, меѓутоа и подготовка на регионални презентации за можностите што ги нуди Пелагонискиот регион за инвестиции. Можеби најважен сегмент во сите овие 3 модули се обуките кои што во континуитет ќе овозможат тренинг како за вработените во општините, така и за луѓето од бизнис секторот за изнаоѓање средства од странски фондови за развој. Значи, дали се тоа од ИПА програмата за општините, ќе пробаме значи да заедно развиеме идеи, меѓутоа и да вработените уште повеќе ги усовршат техниките на пишување на предлог проекти. Ќе пробаме на бизнис секторот да им ги доближиме повеќе програмите на Европската заедница кои што се за иноваторство, меѓутоа и останати фондови кои што се за развој. И се надевам дека сите овие, би рекла, инвестиции кои што Центарот ќе ги направи во овој регион, на крајот ќе ни донесат повеќе одобрени проекти, повеќе проекти финансирани со странски пари, и поголема соработка меѓу бизнис секторот и општините во регионот.
се разбира дека неминовно центарот како координатор и имплементатор на овој проект на некој начин ќе се наметне и како алка измеѓу општините и бизнис секторот на регионално ниво. Така, јас се надевам дека тоа навистина ќе успее, бидејќи барем од она што го знаеме, има пари за Македонија од европските фондови, меѓутоа она што беше барем досега проблем е токму незнаењето како да ги искористиме, што значи проектот претпоставам дека ќе биде добре дојден и за бизнис заедницата. Меѓутоа освен бизнисот, еве споменавме уште на самиот почеток во прилогот културата, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион има уште барем 2 проекти кои што се во моментов во тек, кои што се однесуваат на други работи, екологија на пример, или исто така култура, или може да се каже и традиција. Станува збор за мапата на убавините која што беше промовирана и пакување без загадување. Ќе се надоврзам на вашата забелешка дека има пари за Македонија, но не знаеме како да ги искористиме можеби во цела мера. Центарот за развој на Пелагонискиот регион тука бележи уште еден успех. Значи, ние како институција покрај проекти имплементирани со средства на Бирото за регионален развој, односно на владата, преку Министерството за локална самоуправа, како што е проектот за кој што пред малку зборував, ние се наметнуваме и со предлог проекти до сите програми и сите фондови кои што се присутни во Македонија, независно дали се тоа преку билатерални договори со земја, ги менаџираат нивните амбасади средствата, или пак станува збор за други инструменти. Успеавме да добиеме средства од Норвешката амбасада за реализација на еден, според мене, мощен, важен проект, кој што представува и надоврзување на проектот кој во општина Битола го започнавме со УСАИД, се сеќавате поставување на тие специфични контейнери за собирање на отпадна пластика. Во месец јануари беше донесен закон кој што точно го определува начинот како да се однесуваме со отпадот од амбалажа, односно се она што може да се рециклира или да се реупотреби. Што направивме ние? Повторно иницииравме и координиравме активност, бидејќи нашата надлежност не е директна во комуналната сфера, меѓутоа го направивме она што можеме, да ги собереме сите градоначалници, сите директори на јавни комунални предпријатија, невладиниот сектор, индустријата која што произведува производи пакувани во амбалажа, заедно со креаторот на законот од Министерство за животна средина, да поразговараме како најдобро и кој модел да го одбереме за да го решиме проблемот со ваквиот отпад во регионот. Проектот предвидува 3 семинари, првиот веќе се одржа во Крушево, за градоначалниците и вработените во општините, вториот е за невладиниот сектор и третиот за бизнис секторот. Значи, ќе се обидеме да сме чекор пред времето и да успееме да го формираме тоа предпријатие или пак да ангажираме некое веќе постоечко предпријатие да се бави со овај отпад, за да на крајот резултатот е за сите нас. Значи, чист регион со голем процент на рециклиран отпад или на реупотребен отпад, регион кој што по она кое што го дава законот како слобода, понатаму ќе може да се наметни во останатиот дел од земјата и да ја работи исто ова работа. Така, тоа беше проектот пакување без загадување. Рековме уште мапата на убавините на Пелагониите беше неодамна промовирана. За мапата веќе стана збор и во минатиот период. Значи, мапата е авторско дело на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Целта беше двослојна, да покажеме дека и со собствени ресурси понекогаш, а со голема креативност и волја може да направиме големо влијание и голема промена, а истовремено да им овозможиме на посетителите на овој регион една алатка која што доволно е само да ги подсети дека навистина во голема близина на нивниот дом постојат места кои што заслужуваат да се видат. Мапата има за цел само да ги одбележи местата кои што се културно-историски споменици, туристички атракции, природни убавини, природни реткости, а се во рамките на Пелагонискиот плански регион. Таа не претендира да биде сообраќајна мапа, односно слично на проектот Истражија Македонија, можеби во еден помал обем, Истражија Пелагонија, нели да ги откриеме заедно убавините на Пелагонискиот плански регион. Во еден практичен формат на англиски и македонски јазик, луѓето ќе можат да ја најдат на сите места на кои што е логично, значи автобуски станици, железнички,
општини, туристички информативни центри и слично, бидејќи планот е да се испечати во голем тираж, меѓутоа и да се обновува тиражот понатаму и се разбира ова мала инвестиција да врати многукратно како и за приватниот сектор, меѓутоа многу и за промоција на регионот. Така, сосема за крај на гостувањето во вестите, ова се 4 од проектите кои што ги споменавме. Центарот, кога беше промоцијата на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, споменавте дека постои цела листа, се препознават ли контурите на следните кои што треба да бидат реализирани? Точно така, проектите кои што ги работи Центарот за развој на Пелагонискиот регион се секогаш извлечени од програмата за развој, која е 5 годишна, 2010-2015, и секоја годишна листа на приоритети е одобрена од Советот за развој на регионот. Тие проекти за кои што вие зборувате се проекти кои што оваа година ги аплициравме за средства до Бирото за регионален развој. Се надеваме на нивно одобрување, се уште чекаме Националниот совет да донесе одлука за сите региони, не само за нашиот, и во текот на наредната 2011 веќе да знаеме точно што од тие проекти ќе имплементираме. Мислам дека беше вчера, успеав да слушнам на некои од медиумите коментари за зоолошката градина како проект кој што се наметнал регионално. И може би ова е вистински момент да информирам дека зоолошката градина е втора во Република Македонија, нема други, и е единствена зоолошка градина до Солун. И да се разбира дека доколку успееме истата да ја доведеме до степен кој што е прифатлив, на еден стандард прифатлив за ова доба, за 2010 година, кога ни се познати стандардите, мислам дека таа зоолошка ќе биде предизвик за многу деца, не само од овој регион, туку и надвор можеби од границите на овој регион. И да, убедена сум дека таа ќе биде на некој начин не само промотор, туку и можност за економска заработка на бизнис секторот во регионот. Јас ви благодарам многу на гостувањето, ви посакувам успешна работа и се гледаме повторно во студиото на телевизија Орбис и на терен каде што Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе биде присутен за да ги одбележиме позитивните и убавите работи кои што се случуваат во регионот. Ви благодарам уште еднаш и се разбира, уште еднаш ве поканувам на 28 на промотивната конференција на проектот кој што ќе биде едногодишен и кој што се надевам дека во своите обуки ќе има и представници од вашиот медиум. Така, се гледаме сигурно на 28.